Доктор Марковски, емисијата започнавме со сторија токму за тестирањето, па тоа ќе биде и првата тема која сакам да ја отворам со вас. Дали во Македонија сметате дека се спроведуваат доволен број на тестови за COVID-19 или имаше потреба да имаме помасовно тестирање на населението? Една од позитивните мерки што ја донесе Комисијата за заштита од заразни заболувања беше баш таја да не се тестираат масовно, бидејќи тоа само ќе зголемеше паниката. Значи, веќе е познато и од светските студии и така натаму, дека помеѓу 5, 10, некаде 15% имаме позитивни резултати и треба по мене да се тестираат само тие што имаат симптоми. Бидејќи најверојатно и имајќи ги препораките за САРС, што беа 2002 година и после тоа препораките од СЗО, беше дека само со еден тест не може да се постави точна дијагноза, дека можни се лажни негативни, лажни позитивни и со полимераза верижната реакција и со серолошките. Значи требаше да се оди паралелно и со оваа PCR технологија и со од крв со откривање на антитела. И тоа веројатно беше таа исправна стратегија. Во секој случај сосема се доволно тестирање, нели, без потреба на луѓе кои сакаат да се тестираат или имале контакт. И мислам дека треба да се задржим, или таа е добра одлука да се само тие што имаат симптоми да се тестираат. Да, но кај САРСот, например, немаше асимптоматски случаи, ако не се лажам, кај овој вирус има. Може би тоа ќе беше подобар пристап споредено со рестриктивните мерки кои што ги имаме, па и лица кои што ниту патувале во странство или пак може патувале во странство, но немале директен контакт со заболено лица, буквално се во полупритворски услови е општеството ставено да функционира, наспроти можноста со тестирања да луѓето бидат поослободени во секојдневните. Добра? Не е така. Значи, тестирањата може да покажат многу повеќе позитивни, затоа што ќе дадеше вкрстена реакција со корона алфа, обичните вируси, кои веројатно ние ги имавме во тек на зимските месеци. Второ, можеше да даде лажно негативни резултати, нели гледаме дека е тоа многу пореално. Трето, тоа што некого ќе го тестирате денеска, и е негативен, тој не значи дека цел живот ќе биде негативен. Тој уште утре може да стане позитивен. Значи ќе влезевме во еден хаос. Тоа си го дозволија некои од богатите држави, направија многу повеќе, меѓутоа тоа нив не им помогна. Дури напротив, сега имаат и други системи, нели? Па позитивните, па нешто полесно ги хоспитализираат и така натаму. Сето тоа е врзано веројатно со парични средства, и тие фактори влијаат, така да тие што тестираа многу не поминаа добро. Ако ние тестиравме многу, па после 2 недели се смени епидемиолошката ситуација, треба повторно пак да ги тестираме истите, така да тоа ќе беше едно катастрофално решение и мислам дека воопшто стручно и научно не е оправдано таков пристап. Во контекст на ова што го зборувате, веќе се погласно се зборува за можноста во текот на летниот период, кога овие строги рестриктивни мерки ќе бидат укинати, да ни бидат потребни практично еден вид на здравствени пасоши за излегување надвор од земјата или патување некаде за годишен одмор. Веројатно, она што се заговара е да биде спроведен тест пред да можете да напуштите земјата, односно да влезете во некоја друга земја. Повеќето граѓани од земјава веројатно ќе сакаат летните одмори да ги поминат во Грција, од таму веќе има некои такви најави. Колку е тоа логично, доктор Марковски, да се тестирате во понеделник, да патувате во петок на одмор? Тоа не е никакво, ниту има логика, ниту има научно оправдување, ниту има никакво оправдување. Нема, и мислам дека ако тоа се направи, ќе биде уште една во низа на недоличните мерки кои се преземаат, нели, со оваа пандемија, пред се под диктат на Светска здравствена организација, а многу од националните центри на некој начин не си прават своји стратегии, туку само ги препишуваат стратегиите од СЗО. Значи, тестирање за која болест? Значи, никаков негативниот тест не значи ништо. Позитивниот треба да се види, дури е добро да некој има антитела, да прележал дека нема да се разболе. Меѓутоа, ние треба да имаме свесни дека човечкиот организам е отприлика можда дури помалку од клетки од микроорганизми. Ние носиме, повеќето од нас, 20 до 40% носат стафилококус ауреус, тоа е една многу вирулентна бактерија. Носат пневмокок, носиме други вируси. Зошто сега, од ова сме негативни? Дури нели имаше и во Африка од луѓето кои ги бркаат од дома тие
веројатно покрај ХИВ имаат уште и сифилис, имаат и уште некоја болест, ама страшно е ако добијат корона, нели? Така да вакви мерки се надевам дека разумот ќе превладее и воопшто само хаос ќе направат. Може да ги форсираат овие мерки некои производители на тестови и така натаму, нели, да се направи добар бизнис, меѓутоа и по границите и реално нема да има никаков позитивен ефект. Во летото очекувам сонцето, нели, да ја заврши работата, отворен простор, луѓето не се дружат многу меѓу себе, нели, и кога се дружат се надвор, така да тоа се непогодни услови за ширење на било која респираторна инфекција. Затоа и останатите респираторни инфекции, како што е грипот и другите горно-респираторни, ние во летните месеци ги немаме. Доктор Марковски, полициски час е воведен, викенд карантини, затворање практично на граѓаните дури имавме за великденските празници цел викенд, граѓаните да бидат затворени дома, затворени се училиштата, градинките. Ќе почнам со ред. Која од овие мерки според вас има логика во справувањето со ширењето на заразата? Единствена оправдана мерка беше затварање на школи и градинки и забранување на јавни собири. Тоа е сосема доволна мерка за да се растегне, нели, кривата, за да ние сега имаме инфицирани или позитивни, меѓутоа немаме наеднаш голем притисок, наеднаш, нели, експлозија каде што би имало, да речеме, не знам, 1000 тешки болни кои не можеме да ги збринеме. Тие мерки беа доволни. Ако се преземеа тие мерки, ние веројатно ќе имавме можеби 100% повеќе позитивни, 100% потешки болни, меѓутоа нашите капацитети сега се само на инфективна клиника не се исполнети, мислам, ни до пола, а камоли на другите оделенија или другите болници кои беа планирани или интернистички и така натаму. Така да по мене тоа се престроги мерки, со тоа да, ние можеме. Не е спорно и во право се и граѓаните дека ние ќе спречиме не само корона, и други инфекции, ќе спречиме ако седиме дома. Можеме цела година да седиме и можеби многу малце ќе имаме пневмонии, многу малце ќе имаме грип, менингити и така натаму. Меѓутоа, веројатно ќе имаме пораст на други болести, други состојби, кардиоваскуларни, менталното здравје ќе се наруши и крајниот резултат, веројатно во смртни случаи, можеби ќе биде и поголем во тој случај. Значи, не е спорно дека затварањето дома ќе ги спречи инфекцијата. Меѓутоа, што понатаму? Нели, некогаш треба да заврши тоа. Значи, беа опциите, ќе имаме контролирано држење на граѓаните и ќе имаме паралелно со тоа и добар процент на серопозитивност, односно на тој колективен имунитет. Втората опција е да, ќе ги држиме, ќе чекаме вакцина, вакцината не е реална, значи таа може и години, две или никогаш да не се направи. Имаше некоја најава од Оксфорд дека во текот на оваа година ќе биде готова и истестирана вакцина за... Може ли да направат, меѓутоа може вирусот да измутира до тогаш. Потоа масовно вакцинирање тешко е да се, меѓутоа сепак тоа мора да биде до декември. И третата опција е да природно се повлече вирусот. Значи, со овакви рестриктивни мерки, карантини, можеме да, ако сме сигурни, да, во јуни месец ќе се повлече вирусот, дај сега да седиме и тогаш се оправдани жртвите економски и така натаму и така натаму. Така да, мерките кои се донесоа за Великден, јас бев многу против, нели, строг карантин. А што се овие мерки на ограничено движење, да речам, до 14 часот, како што е денеска вчера за 1 мај? Така. Значи, јас се плашев, нели, имаше најави дека и за празников за 1 мај ќе биде така. Меѓутоа, ете, се најде, мислам дека е можеби не е најидеално, меѓутоа доволно разумно решение, каде што граѓаните ќе имаат доволно време да излезат, нели, да не бидат клаустрофобични, да бидат затворени. Тоа излегување, луѓето се веќе исплашени, држат дистанца, нема да смени многу епидемиолошката состојба. Тие што се позитивни се изолирани. Значи, можевме ние додиме само со таква мерка, само со изолирање на позитивните и болните, без да затвараме школи и градинки, тоа го имавме со морбилите. И тоа ќе дадеше резултат. Значи, ние одиме се паралелно со 3 мерки кои се многу рестриктивни. Овие мерки сега за 1 мај што ни се случуваат, мислам дека се многу добри и добро решение. Не се идеални, меѓутоа веројатно имало притисок да биде цело време карантин, па имало веројатно мислење да се пушти, меѓутоа не е оправдано ако вие до четврток или од понеделник повторно
се движите меѓу народот, ама баш овие 3 дена сега нема движење. Да, како да вирусот знае дали треба да се шири во петок или во понеделник. Да. Веќе се говори за релаксирање на рестриктивните мерки и главната најава е дека тоа ќе се случува во текот на оваа недела која доаѓа сега, односно дека владата ќе носи некакви одлуки. Дали сега би било оправдано да се отворат од средината на мај училиштата и градинките и децата повторно да се вратат во условите во кои беа пред 15 март? Па треба да се изанализира тоа, да се изанализира до 15 мај. Јас мислам дека школските, основните школи и средните дека не треба да се пуштат. Нас веќе ни е многу доцна да одиме кон таков модел на колективен имунитет. Ние имаме помалку од 0,1% колективен имунитет. И сега сме заробени само на тој систем, нели, на тој ќе седиме затворени, нема да се разболуваме и вирусот ќе се повлече. Значи ние немаме друга опција сега да одиме со. Добро, сега не може да се направи промена во стратегијата. Еве Па видовме дека нема. Светската здравствена организација сега го поздрави моделот кој го спроведуваше Шведска. Иако пред околу 1 месец можевме да прочитаме бројни написи во многу држави дека тоа е жртвување на здравјето на граѓаните на сметка на спас на економијата, сега видовме дека СЗО вели тоа е моделот на новото нормално, односно да се создаде еден колективен имунитет кој ќе спречи утре во Шведска да има нови пикови. Не може ние сега да се приклучиме на овие нови препораки кои што се добиваат од Светската здравствена организација? Па вака сега, значи Светска здравствена организација ќе треба на многу прашања да одговори. Значи, они отидоа со доктрини, дури отидоа со закани, со наредби, понатаму треба да одговорат како тоа вирусот се расшири во исто време, во рок од 1 месец на цела земјина топка, нели, во сите, од Нов Зеланд до Исланд, до било каде да земете, тоа до сега не е видено. Значи, не е видено во ниедна епидемија, за ниеден инфективен причинител за 1 месец и никакво оправдување нема, поготово што скоро патување да нема. Нели, сведоци сме дека за препатувањето меѓу државите. Значи, јас уште рано на почетокот ги спомнав не само Шведска, и Англија отиде со таков модел, меѓутоа они имаат друг проблем. Во Лондон имаат многу, нели, луѓе кои не се англичани, како се викаат, гастарбајтери или печалбари, и тие се исплашија, нели, гледајќи ги своите стратегии на своите држави и едноставно беа непослушни. Си седеа дома, ги земаа децата од училишта, не одеа на работа, така да они всушност им попречија на тој модел. Тој модел на Шведска не е на Шведска, тој модел кој ја почитувал науката. И они имаа голем отпор таму, нели, имаше дури академици и доктори, меѓутоа нивната влада застана зад науката на некои од епидемиолозите кои се светски експерти и кои рекоа тоа е тоа, болеста е тука, ние не можеме сега да се правиме дека болеста ќе нема. Дај да видиме, да се бориме со болеста, да држиме благи мерки на рестрикција и да видиме. Ако оди многу лошо, ќе ги затегнеме мерките. Меѓутоа, со таа мерка ќе постигнеме колективен имунитет и у тој момент јас воопшто не знаев, потоа ми се потврди дека со таква теза оделе, затоа што тоа е науката, тоа го предлага науката. Значи, они одеа, ако случајно има втор пик, може би тој вирус ќе биде повирулентен или пак ќе ги напаѓа младите. Така да, сега ме прашавте дали можеме ние сега да го направиме тоа. Па мислам дека веќе не. Значи ние веќе 2 месеци седиме на овој. Сега ако отвориме и така прашање колку ќе имаме колективен имунитет, затоа што климатските услови се веќе неповолни за ширење на ова. И сега одеднаш да направиме ние, нели, 360 степени, ајде сега брзо гушкајте се, бацувајте се, заразите се, тоа мислам дека веќе не држи вода. Можен ли е втор пик кај нас, како што веќе се предупредува дека после овие поволни временски услови, односно неповолни за ширење на вирусот, е можно од септември повторно да ни се случи исто во сценарио кое сега оваа пролет го преживеавме? Па сега сакал некој, пак морам да спомнам Светска здравствена организација. Значи, они ги понудија тие закани дека ќе има втор, дека тие држави што не слушаат ќе поминат лошо и така натаму. Значи, сега они треба да одговорат од кај они знаат. Од кај имаат искуство, значи се работи за нова болест. Ако споредиме со SARS и со MERS, кои се во истата група, најблиски се до COVID-19, нели, во истата бета коронавируси, они се повлекува без да има втор пик, односно втор пик имаше после 10 години. Значи, коронавирусите мутираат и они се многу присутни. Од 5 до 35% ние ќе имаме до година пак коронавируси. Ама дали ќе биде COVID-19, вака вирулентен или ќе биде некој друг, не знаеме. Така да, такви предпоставки дека ќе има, не може никој да каже, ни јас, ни било кој. А ако некој ги кажува дека сигурно ќе има, тогаш веројатно се работи за други интереси.
Политика или експертиза? Што е клучно според вас во Македонија при креирањето на одговорот кон коронавирусот? Значи, генерално гледано, ние поминуваме добро. Тоа е факт. Значи, целиот регион поминува добро, многу подобро, десетина пати подобро од западноевропските држави. Тоа може да се должи на неколку. Не верувам дека е толку едноставно дали е само политика или ова, меѓутоа здравствениот систем сигурно, да. Понатаму нивото на инфектологијата која имаме регионов, тоа е на многу повисоко ниво од инфектологијата на западните држави кои полека за жал и кај нас почна инфектологијата да се укинуваат семестрите, да се предава во еден семестар, да се укинува пракса на лекарите од општата пракса или од тој последната година. Значи, имаме многу подобра наука од нив. Значи, можеме да ги разграничиме другите респираторни инфекции многу подобро од COVID-19, бидејќи таму каде што немате инфектолози, они тешко ќе го разграничат тоа. Они имаат експерти, меѓутоа тоа е мал број на такви големи милионски држави. Понатаму, климата ни исто во многу поволна ситуација. Негативно за мене е што некако препишувавме едни од други. Значи, секако условите, да речеме, во Србија, во Македонија или во Албанија или во Бугарија не се исти, мораше да има специфики. Генерално сме добри, одлично стоиме и само е проблемот, нели, сега веќе тоа не е на медицината. Дали овој терет на економијата и на останатите сегменти од државата, дали можеме да го поднесеме. Имате држави на Саудиска Арабија каде што 1-2 милиарди ќе ви дадат за кафе пиење, не им е воопшто евра нели проблем. Сега е прашање ние колку можеме од тој аспект да издржиме. Да ве потсетам на самиот почеток на кризата во еден ваш настап на телевизија рековте дека се молите да не пристигнат респираторите кои во тој момент беа многу актуелни, од каде ќе се набават, колку ќе се набават. Не ни пристигна дополнителни респиратори, но сакам да ве прашам за оваа ситуација која што сега ја имаме. Ние сепак имаме смртности на лица кои што не влегуваат во светски рамки категорија на граѓани кои што се сметаат за ризични над 70-75 години. Имаме и лица од 30, 40, 50 годишни пациенти кои починуваат и буквално немаме информација дека до овој момент барем еден пациент е излекуван кој што бил третиран на респираторна машина. Дали овие бројки вас ве изненади? Значи вака сега, премала е серијата за да носиме заклучоци, нели на тие што се млади умрени, има и во светот умрени млади, дека има. Значи сега е прашање. Понатаму, јас лично за респираторите кажав и стојам на тоа, значи тоа не го зборам затоа што јас така си мислам, туку затоа што имам искуство од епидемијата, односно така наречена пандемија, заменета лажна пандемија 2009, кога имавме слично една состојба на тешки случаи со масивни пневмонии и така натаму, и дека имавме многу полоши резултати со пациентите кои не беа на респиратор. И тоа подкрепено со литература, со други трудови, со искуствата од Кина, со респираторите што ги имаа за време на ковид, затоа што имаме една состојба кога не е проблем, пациентот дише. Значи, сега луѓето мислат дека спасот е во респиратори, богатите ќе се спасат. Значи, респираторот помага ако човекот не дише. Бидејќи тоа е обратно, нели, со позитивен притисок, сега кај овие пневмонии пациентот диши и организмот идеално компензира. Нели, и ацидоза, и нивото на кислород во крв и така натаму. Сега влегувањето со машина, со некои параметри кои ќе му ги дадете, значи, можат да бидат многу лоши. Моја препорака беше да се чека со респиратори, да се чека со давање на кислород и да се работат задолжително во тимови. Значи, покрај инфектологот во цело време да има анестезиолози, меѓутоа тие анестезиолози да бидат одреден број, 3-4 искусни кои имаат искуство со не е исто да даваш анестезија на пациент кој е за операција или на пациент кој е во кома 2 месеци. Значи, такви искусни анестезиолози кои треба да се преселат барем 4-5 на инфективна клиника, а не да бидат, нели, покривани секој ден со различни. Меѓутоа ќе го прашаме доктор Марковски, што очекувате вие кога животот би се вратил во нормала? Движењето сега на бројот кај нас укажува дека ни паѓа, нели, тој број, меѓутоа и тоа не е, тоа е резултат на овие строги мерки. Анализирајќи го SARS-от, нели, тој од прилика траеше 3 месеци,
Мерсот нешто пократко, он има висока смртност. Веројатно тие 3 месеци се март, април и мај. Значи некои опашки, некои поединечни случаи би можело да се јавуваат и мислам дека во нормализацијата би требало да дојде до крај на мај, а случаите кои ќе се јавуваат после тоа да одиме со системот на изолација на болните и на